Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски при последната посета на Струмица истакна дека се работи на рехабилитација на патот Струмица граничен премин Ново Село, за кој пак на есен ќе почне проектирањето овој патен правец да стане експресен. Како што каже министерот Сугаревски, во текот на јули треба да отпочне реконструкцијата и на стариот пат Добријци-Василево, со што и дефинитивно ќе замине во историјата коцката од овој патен правец, кој своевремено беше доста фреквентен. Сакам да потенцирам дека во овој струмички регион во моментов исто така се работи на патот од Струмица до Ново Село, до бугарска граница. Исто така до крајот на овој месец треба да се внесе во работа, бидејќи изследувачот е веќе внесен во работа, да отпочне изградбата на патот, односно реконструкцијата на патот Василево Добрејци. Исто така некаде од есента таму, од прилика од септември-октомври месец треба да почне проектирањето на експресниот пат од Струмица до бугарска граница. Со сите проекти кои што се остваруваат во моментот, мислам дека исклучително ќе го подигнеме нивото на капитални инвестиции. Она што јас како ресорен министер го најавував во април месец, дека навистина тоа ќе се случува во вториот квартал, ако го гледаме во бројки, во реализација, а тоа ќе се потврди некаде за 10 дена, кога ќе заврши вториот квартал, и тоа ќе се реализира. Исто така очекуваме дека како со ова темпо, со уште позголемено темпо, ќе се случува во Министерството за транспорт и врски во третиот и четвртиот квартал, и на тој начин ќе имаме сериозна, висока реализација на капиталните инвестиции. Министерот Сугаревски информираше дека во државата се работи на повеќе позиција. Во југоистокот се рехабилитира патот до Подарешно и патот Радови-Штип. Во Струмичко се реконструираше делницата во подогражденските села, а деновиве треба да се интензивираат работите на терен за реконструкција на патот од Гевгелија преку Богданци до Фурка, како и делница кај Доран. Како што истакна тој на увидот на работите за канализацијата во Дабиле, се очекува сите овие проекти за исклучок на патот Радови-Штип да завршат во оваа календарска година.